Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Кризниот данок на Заев од 4,13 денари врз горивата трајно ќе зголеми цената на горивата и со тоа новите давачки кои ги наметна лично Зоран Заев и лично оваа расипничка власт на СДСМ за 1 литар гориво ќе изнесуваат цели 14 денари. Тоа се пари кои мора да ги плаќаат македонските граѓани, без разлика колку е ниска или висока цената на нафтата на светските берзи. Токму заради овие нови давачки на Зоран Заев и на СДСМ, македонските граѓани плаќаат енормно скапи горива, а само во последната година бензините од 50 денари по литар скокнаа на 71,5 денари, а дизелот од 46 денари по литар скокна дури на 63 денари. И ова е факт кој што граѓаните секојдневно го говорат. Толку големо покачување на цената на горивата, доколку не беа давачките на Зоран Заев и СДСМ во форма на акцизи и даноци, немаше да има. Па така би сакал практично да појаснам, ако едно семејство кое има еден автомобил и месечно трошело еден резервоар гориво, некаде околу 40 на литри, со покачувањата кои што ги наметнува Зоран Заев, истото тоа семејство сега за гориво месечно одвојува во просек повеќе од 600 денари од она што плаќал претходно. Само да подсетам дека радиодифузната такса, која што е укина Зоран Заев, затоа што била скапа за граѓаните, чинеше 190 денари. Сега, истите тие 190 денари што им ги укина Зоран Заев, тродупло им ги зема овие пари на граѓаните. И тоа само по еден автомобил. А има семејства кои што имаат и по 2 автомобили. Да се навратиме на цените на горивата. На овие цени, кои што ги прочитав, сега ставете ги овие 4,13 денари и со тоа горивата ќе бидат екстремно скапи во услови кога на светските берзи нафтата е околу $75, а доколку цената расте, цените на горивата заради давачките кои што ги наметна Зоран Заев и СДСМ ќе бидат уште повисоки тука кај нас и повртоглави. Ова енормно покачување на цената на горивата не може а да не предизвика ценовен шок. На удар се сите производи и услуги во чие производства горивата играат важна улога. Тука и постои опасност и можност да се покачат и сите цени на транспортниот сообраќај во Република Македонија само заради тоа што има вакво сериозно покачување од Зоран Заев. И тука се загрозени повеќе од половина од граѓаните кои што користат јавен или било каков транспорт. За да не дозволиме Заев да прави што сака и да ја става целата држава во агонија и сиромаштија, иако веќе е, пратеничката група на ВМРО ДПМН со сите можни средства кои им стојат на располагање во рамки на собранието и во рамки на демократското работење и располагање на собранието, ќе го блокира овој предлог закон на Зоран Заев за кризен данок од 4,13 денари на горивата. Да потенцирам уште еднаш, ќе го блокира со сите расположливи средства. Ова не смее да помине и овие давачки не смеат да бидат на товар на граѓаните. А по формирањето на нова влада од страна на ВМРО ДПМН ќе има целосна ревизија на сите антипазарни политики на СДСМ во форми на даноци, акцизи и се останато, она кое што директно задира во џебот на граѓаните, односно каде што Зоран Заев директно краде од џебот на граѓаните. Ви благодарам, сега би сакал да одговорам на едно прашање кое што беше пристигнато од еден медиум во врска со писмото, односно барањата кои што беа објавени низ медиумите од бугарската страна. Она кое што можам да потенцираме дека видовме бугарската страна бара целосно идентитетско обезличување, но воедно она што нас не загрижува и она што е многу позапрепастувачко е тоа што нема демант ниту од Заев, ниту од останатите, дека зборел на состаноци бугарскиот и македонскиот народ биле исти или со сличен јазик. Заев вика ќе продолжал да моли во Софија, што значи дека тој сега моли да му го прифата тоа што го говорел таму, а се уште не е до крај јасно истакнато што се говорел. И од она кое што можеме да го видиме дека со писмото се гледа дека Зоран Заев нема
црвени линии кога станува збор за обезличување на македонскиот народ и на македонската држава. Благодарам.